Почитувани гледачи, добар ден и добро дојдовте во уште една издание на емисијата Утринска програма на К3 телевизија. Се надам дека ќе задржиме вашето внимание со една интересна тема, со интересни соговорници кои ќе имаат да кажат многу убави работи за нивната успешна работа. Наши и ваши гости денеска се представници од престижниот Евроколеж од Куманово, кој оваа година слави еден убав јубилеј, 15 години успешна и плодна работа. Гости се Љубиша Петрушевски, декан, и Марија Стојанова, професор на Евроколеж. Благодарам што дојдовте. Господине Петрушевски, рекол во најавата еден убав и голем јубилеј, 15 години успешна и докажена работа на Евроколеж. Како се ви чувствувате? Па, убаво е да се прослави нешто што навистина изгледа импозантно. 15 години да работите во високо образование не е лесна работа. Ова година да ќе упишуваме 15 генерација, ќе дипломираме 12 генерација. Тоа е сепак нешто што ни дава историска можност да ги процениме правилно нашите, вие викате успешна, некои ќе викат можеби неуспешна работа. Иако ние мислиме дека својот печат го ставивме во образованието во овој град и во 15 за последни години Куманово може да се пофали дека има високо образование, ако ништо друго. Значи, спрема мене, вакви институции на кои им треба многу време да созреат. Ние не се рачунаме ка се уште сме зрели. Не можете да ги процените после едногодишна или дури и 5 годишна работа. Треба многу време да помине и се сеќаваш и ти самиот кога беше почетокот на Евроколеж, колку имаше контраверзија околу самата работа на коледжот. Што мислам дека беа комплетно непринципиелни. Значи, вие не можете да зборите за нешто што не сте му ни дале да проработи. Не можете вие да зборите за квалитет на нешто кое не е ни произвело една генерација во тоа време. Ние сега, после 12 произведени генерации, после сепак еден успешен печат што го ставивме во овој град, со сите оние студенти кои сега работат на многу позиции во градот, многу важни позиции, не само во градот, туку и во републиката, можеме да кажеме дека сепак она што ни беше основно, тоа е да донесеме некој квалитет во образование, значи да го направиме тоа на наш начин, не да копираме државниот, нити да копираме некои други приватни универзитети, сепак успеавме да го направиме и она што ова година ни се случува, што е фасцинантно, ние ги добиваме сите позитивни работи и реализации и актуализации на се оно што го имавме работено во последните години. Значи, мислиме дека од тој аспект некако историјата се поклопува и ние го добиваме тоа што сакаме. Тоа е, ние сакаме да направиме елитно образование по странски терк. Нас не интересира образованието кое го прават например државните универзитети, ова бидејќи ги гледаме недостатоците на тоа. Значи, приватното образование треба и мора да произведе нешто што државното не го нуди. Од ред причини. Значи, за нас основна работа беше и ние останавме единствени во овие 15 години да работиме со странски високообразовни установи и редица на установи од Америка и од Обединетото кралство беа наши партнери, со тоа што ова година го координисавме тоа со едно епохално за нас, опште во Македонија, партнерство со Британски државен универзитет. Значи, да дојдете до Британски државен универзитет, тоа е да бидете у финале на светско првенство во фудбал и да играте со најдобрите. Што тоа значи во минатото? Тоа значи дека не само во историја на Македонија, него во историја на бивша Југославија, кажеме еден универзитет локален да е можел, без разлика дали е приватен или државен, да биде партнер, валидиран партнер, признаен партнер од страна на Британски државен универзитет. Како дојде до таа соработа? Како дојде? Веќе кажав, ние работевме со британското образование од самиот наш почеток, кога во оригиналната формација јас имав партнери грци кои успеа преку нивните конекции, грците имаат сериозни конекции со британски универзитети, единствени на Балкан,
успеа да го донесат овде Чартер менеджмент институт и универзитетот од Ливерпул, што беше шокантно за средината, посебно во Скопје. Бидејќи луѓето не може да поверуваат како тоа е можно во едно Куманово. Да не зборам што на Кумановци ден денеска не ми јасно како тоа е можно во Куманово. Јас не можам сега да се занимавам со психопатологија на луѓе. Луѓето се спремни во овој град само да гледат кај не бива работа, а ако некој успешно работи, некој работи, не може да ги свата. Ќе ви кажам друг пример. Оно што го работев јас во културата, од 88 до некаде 98, додека не почнав сериозно со приватниот бизнис, беше осудувано во Куманово, а сега прават документарец за тоа во Скопје. Целовечерен и веќе доби награда за специјален допринос за македонската култура. Значи работите кои се прават треба време. Не може да се проценува нешто на основа на тоа дали ти сега гледаш или тебе ти се допаѓа или не. Оно што го правиме со Евроколеж, оно што го правиме со културата и не е правено да им се допаѓа на свите. Тоа не е моја работа. Моја функција е да земам да го направам и моите репери се поинакви. Значи, кога создававме култура овде, ние направивме фестивали кои беа претходница и на Екзит, и на се ова што сега се прави фестивал во Загреб и така натаму. Тоа го правиме заедно со телевизија Куманово и го правиме со општина Куманово. Луѓето забораваат дека тие работи се правиме во раните 90-ти години. Ние правевме, формиравме групи за кои пишуваше во Melody Maker и доаѓа продуценти од Англија. Знаете вие во популарна култура што Англија. Так. Исто како и во образование. Значи ако сега сме ние дошли на ниво да дојдат 15 луѓе од британски државни универзитети, од британска влада дојдоа на 11 јуни и да тие кажат дека на ниво на институцијска подготвеност, менаџерски квалитети, финансиски, академски, било како опремено, Евроколеж ги задоволува стандардите на највисокиот систем на образование, тоа е крајот. Точка. Тоа е она што кога го представиме на луѓето во владата, не може да верува дека тоа, кога го представиме на министерот за образование, он беше изненаден. Ние си работиме нашата работа. Овој проект кога работиме во последните 2 години, значи имаме агент во Лондон, 40 универзитети истражувавме, значи и дојавме до Лондон Метрополитен, кој инаку, само да ви кажам што е Лондон Метрополитен, тој има 15.000 студенти само во Лондон, на 3 локации. Самиот градоначелник на Лондон, Седрик Кан, завршил и е работел едно време во Лондон Метрополитен. Идниот веројатно премиер на Велика Британија Джереми Корбин има на Лондон Метрополитен. Ако ги погледнете, половина од британскиот парламент е завршил на Лондон Метрополитен, почесен доктор по филозофија Далај Лама, а Дюков Малборо има на нив специјален кралевски заштитник. Значи збориме за кралевска класа. Да не забравиме, нешто највисоко, да, дека ја имаат една од најголемите лаборатории во светот за роботика. И за cyber security. И ние сакаме на таков начин да земеме и веќе сме во преговори со влада и помогнеме на владата, бидејќи сега проблемот на cyber security е многу важен, да било што она што го имаме ние на располагање со Лондон Мед како партнери го понудиме на една поширока заедница, бидејќи тоа наше партнерство не е само во интерес на студентите, секако дека студентите се први кои ќе добијат можност да студираат и да добијат британска диплома без да излезат од Македонија. Потполно иста како во Лондон, само да ви кажам, британската диплома во Лондон чини 10.500 фунти годишно. Значи тука збориме за нешто што е најпрестижно во свет. Утре кога овие наши деца ќе живеат во Европска унија, секако, тие со британска диплома ќе можат да работат било каде. И тоа на највисоки позиции. Према тоа е нашата функција. Од друга страна, нашата функција да помогнеме на пошироката заедница. На владата, на општина Куманово, на сите кои се заинтересирани, бидејќи ние имаме 17 доктори на науки, сега со британскиот контингент веројатно ќе имаме околу 50 на професори со докторати кои ќе се на располагање на било кои сакаат да ги искористат нашите потенцијали. Професор, она што е многу важно, Евроколеж нуди идеални услови за работа, односно за едукација на самите студенти. Убави простории, се на еден начин современо. Значи сите тие работи во моментов се потврдени од британското акредитивно тело од АСИК, кој што исто така ни правеше една валидација. После неколку дена валидација добивме, значи, одобрение од нив дека ги исполнуваме сите критериуми за квалитетно образование согласно британските стандарди.
А друга работа со која што би се одделиле, на која што им овозможуваме на студентите да дојдат до подобра работа, се Еразмус програмите, каде што ние ги праќаме да посетуваат обука во престижни компании. Во моментов имаме 6 студенти во Турција, во елитни хотели, 5 звезди хотели Утопија Ворлд и Клас хотел, каде што они обуката ја прават на реални позиции, работни позиции. Треба да се вратат со нови компетенции, знаења, исто така ќе бидат испратени 2 професори кои што исто така треба да доведат да воведат новитети понатаму по враќањето во наставата, и сметаме дека по завршување на оваа обука на студентите од 2,5 месеци тие треба да бидат спремни да се вклучат веднаш на пазарот на трудот, односно во некои од хотелите што се отвараат, како Радисон Блу, моментално се отвара Даблтрі, Хилтон хотелот во Скопје, да можат да бидат поставени на менаџерски позиции за кои што се обучуваат. Значи, тоа е една од можности што им ги дава Европската Унија, и друга можност со која што се радуваме со тоа што со новиот закон ние ќе станеме непрофитна организација, ќе се изедначиме со државниот на тој дел и ќе можеме да учествуваме во многу европски фондови. Тие европски фондови треба да ги вклучуваме студентите, се повеќе ќе посетуваат обуки. Имаме идни проекти каде што планираме да доведеме симулација на берза, значи уште некои идни новитети каде што студентите ќе можат полесно да се вклучат во пазарот на трудот. Дека не многу студенти има завршено кај вас, ви видуваат ли на улица, ви викаат професоре, дека не благодарам, јас завршив, задоволни среќни луѓе, бидејќи имам јас пријатели кои имаат најпофулни зборови за вашата работа, меѓутоа вие се задоволни од тие студенти што има завршено. Најдобри наши студенти се оние првите генерации, бидејќи реално тие 5 години учат само на англиски. Ние ги рачунаме дека стварно тоа беше најдобра класа на студенти, тие и плаќаа највеќе, има највеќе добијат, имаат сега најдобри позиции, добар дел од нив сега доаѓаат и на втор циклус на студии и од нив добиваме пофолни зборови. Овие што се помладите се уште се млади. Мислам дека постои генерално отпор во целата заедница према образование. Ние сега сакаме и живееме во некој свет на ефтини работи, ние сакаме површни информации кои ќе ги добиеме од телефони, ние мислиме дека со некои вицеви на Твитер и со ова ќе го живееме животот. Кој сака некој го живее така? И јас воопшто не се сложувам со тоа. За да успеете во живот, вие ќе треба длабоко да земете, да навлезете во самата наука, во самата професија која ќе ја работите, и тоа не е нешто што ќе се случи преку ноќ. Ефтини работи ефтино ќе завршат. Ние не нудиме нешто што ќе биде брзо. И затоа оние генерации кои ни завршија тамо 2008, 2009, 2010, ни се сега највише благодарни и со нив имаме многу добра комуникација. Што не значи дека и овие поновите нема тоа да го доживеат. Времето е на наша страна, не е на нивна. Значи, и гледаме колку се нетрпеливи и колку за некои работи сакат бргу да дојдат. Мисля дека да бидеш професионалец во живот се работи за неколку години. Мислам дека им даваме погрешна слик во нашата обука. Значи, ние, без дека што ги праќаме и во странство, без дека што ги праќаме во некои компании овде на пракса, и што се трудиме да нашето образование биде реално, блиско до пазарот, и што ги повржуваме со нивни, да кажеме, колеги од други универзитети од странство, например Хокаидо универзитет имаат шанса да дојдат овде студенти, па ние да ги водиме таму во Јапонија и така натаму. Сепак мислам дека во Куманово конкретно, уопшто во оваа земја, секако во овој момент луѓето имаат нереална очекивања. Сите сакаат преку ноќ да заработат големи пари. Сите сакаат преку ноќ нивните работи да се остварат. Сите сакаат и сите мислат дека нешто светот им должи, овој град им должи, државата им должи, било кој. Тоа е една врста на психолошки проблем, кој уопшто не е таков. Мора со работи со труд, така. Ние сме доволно возрастни да знаеме некои работи историски. Тоа не е нашата предност. Ние знаеме дека луѓето во пред 15 години плаќаа по 3000 да студираат. Сега луѓето се колеба дали треба да студираат за 900 евра, например. И мислат дека тоа е премногу. Не сваќајќи колку е тешко изактивно да работиш нешто од каде што немаш други извори на приходи. Знаеме дека пред 15 години студенти студира и полага и сите испити денеска ги чуваме на англиски јазик и тоа не беше проблем. Сега вие можете во една генерација да најдете 5-6 деца само што знаат англиски јазик. Што е тоа што се случило? Се случува една културна комплетно промена на клима, каде што се мисли дека ефтино ќе се даде без знаење на јазик, без потреба да вложуваш нешто во образование. И како основа на тоа ќе се појавуваат гласини кои ги гледам на сите страни, а тоа е дека во образование приватно може секој да заврши.
или дека едноставно образованието не е важно. Тоа е кардинална грешка не на образовните институции. Образовните институции, без разлика дали се приват или државни, си работат своја работа, секој на свој начин. И мислам дека во Македонија постојат квалитетни институции. Секој на свој начин се бори и се докажува. Проблемот е опште на популацијата, кои сериозно мислат дека во овој живот ќе успеат да бидат успешни и ќе конкурираат на работна сила од цела Европа, без да бидат да добијат квалитетно образование, без да знаат странски јазик. Тоа нема да се случи. И не сакам јас да бидам некој лош пророк. Едноставно им давам совет дека без такви работи нема да успеат. Нека се само сетат со кого ќе имат утре работа, кои ќе им дојдат, нека не мора од Англија, нека им дојде некој од Бугарија да видат какво образование имаат бугарите. Да не зборам за Грција, да не зборам сега Србија какво образование има, иако србите реално да кажеме се испод нас во моментот, али еве, некои центри се јаки. Ама Словенија, например, или Хрватска, од оние околни земји, па и Албанија ќе стане многу конкурентна. Ние на тој пазар на труд, без разлика на нашите желби и нашите трагични трагедии за тоа што животот на нас лошо ни се случува и нас не бива, ради тоа што некој ни смета, ние мораме да сватиме дека прво од нас треба да појдеме. Затоа и ние се обидуваме и етички да делуваме на тие студенти. Ние сме единствен факултет кој имаме бизнис етика, лидерство и етика, тоа е етички контекст, што значи да размислиме малку што сме па ние дале. Да не заборавиме дека во ново време, значи во периодот од наредните 2 години ќе имаме и посебна нова програма, културолошки студии во бизнис. Да, ние на основа на тој наш етички контекст, ние направивме специјална програма од нас дизајнирана културолошки студии бизнис, тоа се постдипломски студии, за кои имаме партнери сега од 7 држави во Европа. Најважно е што главен партнер ли е Ла Сапиенца, најдобриот број 1 универзитет по Шангенска листа во Италија. Значи најголемиот универзитет. Еден од најстарите, значи тој е на второ место по нели староста после Болонскиот универзитет. Да. И тој е партнер за проект кој е наш. Вилниус државниот универзитет не е партнер, Кошица државниот универзитет од Словачка не е исто партнер. Од Португалија, од Лисабон имаме партнер. Значи од универзитетот од Сплит. Од универзитетот државниот од Сплит не е партнер на идејата која ние направивме. Европска унија доделува 300.000 евра за 2-годишен проект, кој што значи дека ние ќе патуваме меѓусебно во сите овие центри и ќе го развиваме програмата која уникатно е наша идеја. Да. И тоа го дознавме са Бали. Тоа е најнова вест. Дека не е одобрен проектот. А студентите ќе може, значи, да се запишат кај нас, да довршуваат дел сакат во Италија, дел во Кошица, дел во Вилниус, односно сите партнерски универзитети 7 ќе ја нудат истата програма. Значи, истите предмети ќе биде заедничка програма и студентите ќе може да имаат многу полесен проток. Конкретно кај вас во Куманово, што има најповеќе интерес? Кои гранки студентите ги им бркаат најповеќе? Куманово тренутно има интерес за да се добие диплома. Што е смешно. Значи, ние сега овде збориме дека ние не сме само некои кои произведуваме дипломи. Така не гледат луѓето. И тоа е нивен проблем. Ние сме научна установа, која сме овде на достапност на јавноста да понудиме нешто повеќе. Од друга страна, ние на самите студенти им даваме шанса не само овде да студират, него преку програмите за која Марија збориш. Ќе можат бесплатно да идат и во сите наши партнерски центри. Значи, студентите ќе можат во иднина, да кажеме, во наредни 5 години студираат дело студирање во Куманово, дело студирање во Хокајдо, дело студирање во Русија, имаме со еден државен универзитет тамо, сега соработка, а дело студиите може во Лондон, сигурно, со нашиот партнер. Да го шират своето знаење. Дело студиите во нашиот партнер во Аполос во Америка, или во Ла Сапиенца. Значи, ние им даваме шанса да тие не само добијат образование, го добијат и некој културно познавање на некои средини со кои да се видат кај се они. И нови пријателства и да. Она што на Куманово му треба огледало. Ние живеевме во последни 10 до 15 години во еден затворен систем. Ние не комуницираме со други луѓе. Ние сме затворена средина и кога ќе ни дојдат странци, ние ги рачунаме како нешто страно, како нешто што знаете зошто е тоа? Поради комплексна инфериорност. Ние развивме сериозен комплекс на инфериорност. Погледнете го Еро Коледж како може со државни институции во Велика Британија кои се од највисоко ниво, со академици од највисоко ниво да им докаже дека може овде да се прави. Значи се е стварна твоја психологија, тоа го учиме студентот.
Значи, не дека ние немаме квалитетни луѓе. Како можело у 90-ти години овде да има најдобри рок-н-рол групи, најдобра култура? Скопјаните во интервјуто што го зборат сега во документарот вика што Куманово има вода, да таму се што ќе се направи се е културно подобро него Скопје. Така не тие луѓе гледат. Ние себе си се гледаме како провинција. Ке има ли некои убави вести до крајот на оваа година, кажете ни? Па, ова година ни е стварно преполна со добри вести. Во склоп на ова што го работиме со Лондон Метрополитен, ние планираме да веќе сериозно отвориме во Скопје. Значи, од јануари 2019 ќе почне MBA, значи постдипломските втор циклус со студии со паралелни дипломи помеѓу Лондон Метрополитен и Евроколедж, ама во центар во Скопје. Од октомври 2019 во Скопје ќе се отворат и додипломски студии за бизнис администрација, бизнис информатска технологија, најверојатно туризам и хоспиталити. Према тоа, сите овие работи значат дека ние полека се селиме на кај центарот. Сакале или нечеле, ние мораме и поред партнерството со кое го јас имам и новите партнери да отидеме во Скопје. Тоа е новината, што значи ако некој се запише оваа година во Куманово, може веќе од наредна година да продолжи да студира во Евроколедж во Скопје. И тоа го имаме како новина, бидејќи нас ни е реално јасно дека поголем дел од средношколци не сакаат да останат во Куманово. Тоа не е моја вина, тоа не е вина на никого веројатно. Едноставно Скопје е така поинтересен за млади луѓе, сака да студираат таму, па нека студираат таму, пак сепак со кумановци на крајот на кришата. Сепак ние сме сепак настроени многу повеќе да водиме сметка за кумановци него за други, без разлика што имаме студенти. Еве сега пред недел дена се упиша студентка од Нигерија за втор циклус. Имаме наши центри во Дубај, имаме центри во Малезија кај што студираат виетнамски студенти, например пилотите на Vietnam Airlines студираат за Евроколедж диплома во Малезија. Сега очекуваме да имаме прилив и на турски студенти ова и наредна година. Така да може буквално да се каже дека сме интернационална институција. Уписи, каде и како се вршат тука во Евроколедж во Куманово? Да, значи уписите се отворени сме секој работен ден од 9 часот савале до 5 часот попладне. За секој заинтересиран студент сме отворени за соработка, без разлика дали ќе сака да се запише кај нас конкретно, значи на бизнис администрација или да му дадеме совет. Сепак сме ни институција која што со години е тука. Значи отворени сме да им објасниме, уписите се веќе започнати, така што секој студент кој е заинтересиран може да дојде и да добие соодветна помош. Најважна работа при упис е кога да се свати една работа. На упис се доаѓа кај службите кои им е тоа работа, може и кај мене. И се доаѓа и се прашува што сакате. Не мора да они студираат бизнис, може да студирате нешто друго. Ние ќе ги препорачаме на нашите колеги, кои ни се колеги од приватните, од државните институции, ние се знаеме со сите нив и ќе им даеме најдобар совет како да го проложи. Тоа е наша работа. Второ, не се доаѓа со некој пријател за рака кој мене ме знае со цел да се бара некаков попус, бидејќи сите кои ќе дојдат такви, веднаш ќе ми биде јасно дека тие луѓе ќе почнат да се жалат на живот. Јас не сум заинтересиран за луѓе кои се жалат на живот. Животот е преубав. И не ми е мене важно да слушам некој ќе каже дека има финансиски проблеми, дека он е стар, дека не му се учи, дека такви луѓе на уписи подобро да не доаѓаат повеќе. За такви луѓе кои што имаат финансиски проблеми, Евроколедж дава стипендија. Значи, секоја година даваме по една стипендија на сите средни училишта. Датумот за тестирање за стипендијата ќе биде дополнително објавен на нашата веб страна, на нашата Facebook страна, каде што студентите ќе може да дојдат да презентираат своја бизнис идеја, значи од идеја до реализација и секако дека најдобрите ќе да добијат целосна стипендија. За оние кои што се блиску, значи кои што остваруваат сепак оној задоволителен број на поени кои што го бараме, ќе им биде дадена делумна стипендија. Така да што остваруваме можност такво нешто. Ние поради финансиски проблеми не враќаме студенти. Нормално ако оцениме дека тие финансиски проблеми се реални. Реални, да. Ние имавме работа со, не знам колку знаете, но ние дававме 30 школарини на бранители. Кој во оваа држава се грижеше за бранители, за нивни семејства? Само ние. Што е наша обврска, што ние мора да го правиме. Не сме ние само, еве сега фала на Бога, нема да бидеме профитна. Да. Така да едноставно ќе се свати дека нашата улога не е само правење на профит. Ние сме институција која работиме со
полицискиот синдикат на Македонија. Сега работиме и со асоциација полициска. Значи се трудиме да бидеме активни и да помагаме на овие. Тоа е нашата улога овде. Значи финансискиот дел не е нешто поради кој треба луѓето да се чувствува дека не може да го постигнат. Прво, ако ги собереме сите трошкови, ние секогаш ќе бидеме поевтини од било кое студирање во Скопје. Треба луѓето да сватат дека сите тие најави дека ќе студирате за 200 или 400 евра се лажни. На крајот ќе дадат повеќе пари него што би дали во регуларна школарина на Кумановски на Еро коледж. Ама од друга страна сите оние кои имат финансиски проблеми, ние сме спремни да дадеме услови кои јас сум сигурен дека ќе ги поднесат. Така да тој дел дека не ги плаши луѓето. Нека бидат заинтересирани да учат и нека сватат дека образованието им е важно. Тоа ако видиме и кога го цениме кај нив, и таа спремност ние ќе ја наградиме и ќе не направиме и попусти, им даеме услови кои сигурно ќе им бидат достапни. Од кај се вашите студенти? Рековте имате сега од Нигерија, од Куманово, од Скопје? Имаме највеќе од Куманово нормално. И јас сум без разлика колку го критикувам овој град, ние сме со кумановци такви. И јас сум човек кој никогаш не е сакал да збори метафорично кога е Куманово во прашање. Да не забораваме дека сега Куманово го фалат како најголем извор на андеграунд култура на 90-ти години и дека во крајен случај Еро коледж го ценат како многу важен универзитет. Према тоа Куманово е нешто што на нас ни овозможи да работиме и јас сум длабоко благодарен на сите кои ја дадоа својата сепак доверба на Еро коледж. Имаме многу студенти од Скопје, имавме доста и од Штип пред 10 години пред да се отвори Штипскиот универзитет. А од странство имаме многу студенти кои се од околината, од Косово, имаме студенти кои студираат за американска диплома, не за наша. Имаме студенти од Албанија, имаме студенти од највеќе од Индија, Пакистан преку нашиот дубајски партнер. И кој што кажа веќе имаме од Виетнам, имаме од Малезија, во нашиот партнер што е во Малезија, сега почнавме од Нигерија. Имаме партнер во Нигерија, сакавме да направиме нешто со Нигерија таму директно. Ама тука мораме да кажеме дека Нигерија е многу корумпирана земја. Иако имаме посета од нигериската амбасада во Белград, која нас официјално не призна. Значи нигериската влада го има признање на Еро коледж. Не знам колку тоа ви значи. Ние сакавме да отвориме, имаме партнер во Нигерија, некако не сме спремни, бидејќи нигериците се многу нестабилни околу имиграција, околу такви работи, да доведуваме студенти овде. Значи со години не сакавме да доведуваме студенти, бидејќи ќе произведеме безбедносен проблем овде. Така. Некои од студентите можеби ќе одијат само ради други причини и ние не сакаме да бидеме причина за тоа. Едноставно сакаме да се занимаваме со нашата работа, не со други работи. Сепак мислиме дека се созрее времето да највеќе покрај Лондон Мед да доведеме студенти кои ќе бидат од странство, работиме со шангенската влада да доведеме луѓе кои ќе студираат за британска диплома во Скопје, за постдипломски студии. Тоа е нешто што го работиме во некоја перспектива, и генерално со Лондон Метрополитен сакаме да го избришеме Шефилд од мапа овде. Едноставно тие најдобрите студенти со владени школарини, Борис Трајковски школарини, да ги наметнеме на целиот регион. Нашата идеја со Лондон Мет, и така ја имавме представено во Лондон, е Лондон Мет и Еро коледж да станат регионален центар за квалитетно образование. Значи нашата цел е многу подалеку, не само од Куманово, него и од Македонија. И мислиме дека во оваа комбинација сега имаме добар тим за да победиме прво место да бидеме. Сега ќе ве прашам ака визионерски, 15 години јубилеј, каде го гледате вие за 25 години Еро коледж? Па веќе ви кажав, многу подалеку од Куманово, многу подалеку од Македонија. Значи одите напред. Ние идеме во Лига на шампиони. Едноставно кажа, излегуваме од регионална лига, бидејќи во регионална лига се игра многу грубо. Најпросто кажано, ако сакате да ви кажам. Сакаме да играме кај што има подобри вар системи, или има вар системи, и каде што многу подобри судиите ќе проценуваат и нивните грешки ќе ги гледаат и ќе има поголема контрола од УЕФА. Така ние сакаме да играме. Тоа нашата држава иде према тој правец. Да ме прашам, вие сте голем најавач на Интер на Милано. Да. Светско првенство следевте. Љубиша, твоите импресии? Две работи. Значи прво јас моите три омилени репрезентации пред да почне светското првенство беа Франција, Белгија и Хрватска. Они беа први три. Да. Сите знаат дека тоа за мене се најдобри репрезентации, реално и се. Искрено јас секогаш повеќе ја преферирам Белгија од Франција.
Бидејќи некако ми негат, мислам дека тие играчи се сега во најголем напон, ама Белгија е општество кое не е кохезивно, знаете, и тоа се види на крај. Тие немаат некој национален сенс како што имаат хрватите. И таа поделба кај нив измеѓу фламандскиот и францускиот дел некако доминира веројатно и кај самите играчи. Што е штета. Французите го немаат тоа, ти игра перфектно, практично игра колку да бидат прваци. Хрватска мисля со самото финале докажа дека е тоа зенитот. Не ќе беше реално хрватите да победат. Мислам дека ќе направија комплетен еден бум во светскиот спорт, што не е пожелен. Едноставно, ако една земја со 4,5 милиона почнува да освојува најважно и најскапо светско првенство, мислам дека тоа не ќе се одрази добро во светот на спортот и тоа не се случи. А за Интер се знае, за мене најдобар играч Перишич. Да. Видите, Перишич кој играч испадна и Брозович, така да Интер ова година, се надевам сега со Шиме Врсајлко кој треба, може би во овој момент да подпише и со Артуро Видал, ќе биде лично најголем конкурент на Јувентус, без разлика што овде со Јувентус фановите сме многу добри пријатели. Ние сите во Куманова некако многу ја сакаме Калчо лига и ти самиот знаеш колку, бидејќи ние верувавме од секогаш дека Калчо лига е најака лига и ова година стварно ќе биде. Со повраќањето на Анчелоти во Наполи, евентуално Конте ако дое во Милан и еве Јувентус и Интер, мислам и Рома нормално, дека ќе биде големо задоволство да гледаме и можеби ќе проследиме многу надпревари заедно, па ќе даваме стручен коментар за сето тоа. И за крај уште едно прашање, дојдовте во студиото, рековте ова Србија 4 европски првенства, ватрополо феномен, да не збориме за Џоковиќ. Мала земја, меѓутоа неверојатен резултат. Не, јас баш зборев со Марија за тие работи. Значи се работи за систем. Оно што гледаме ние, исто ви во образование. Оно што ви го странство, значи валидира се системот. Оно што Лондон Метканес го валидира е дека постои систем. Ема тука. Оно што сега е валидирано во светскиот спорт од страна на Џоковиќ, ватерполистите, одбојкарите да не ги забораваме, кошаркарите што веќе се знае, или ракометарите, например, на некои на Словенија, например, на Хрватска, па и на Македонија, е работа на систем. Вие имате систем кај што се знае. Зошто Вардар стана европски првак? Зашто имаше систем. Секој кој не е бил во Јане Сандански нема да свати дека во суштина постои добро организиран систем или постоеше, за жал. Каде што се знаеше кој што прави. Таков систем мора да донесе резултат. Нема случајности во спортот. Се работи за толку големи пари во прашање, каде што нема случајности. Мора системот да функционира од самата управа, па се до тренерот и до играчите. И затоа и ние мислиме сега да во Калчо лигата дека постои систем пред се од страна на тренерите, сега и од управите на клубовите, кои ќе донесат и ќе ги видите на терен како ќе играат италијанските играчи. Тоа е со Србија. Вие го видите системот кој функционира готово невидливо. Оно што Савич го правеше со замените, со играчите, за нас беше готово невидливо. А ние ги пратиме тие работи, сакаме да видиме кај е тајната. Сите се трудат да видат која е тајната. Тајната не е на самиот терен. Тајната е пред да они дојдат тука. Во самиот систем на селекција на играчи, во самиот тренинг систем, мислам дека во на превори на деца, млади. Основните школи кај нив има нели наместо по 7 минути да играат по 10 минути. Да. Значи се види дека Србија во сите можни надпревари успеа на крајот да го покаже квалитетот, што е одлика само на најголеми екипи. Не прочавме Маријата, дали следи спорт, веројатно? Секако, пошто тоа е сепак делот каде што, мислам, во спортот можете да ги откриете многу добри стратегии кои што утре може да се пренесат на студентите. Значи, бизнисот постои не само тука, значи стратегиите се проучуваат и во спортот, и во музиката, и нормално дека се составен дел од нашиот работа. Да, тоа е начин на кој треба да се размислува и ние во самиот коледж создадовме идеја за систем. Мора да имате систем во кој вие ќе овозможите на секој корисник да го добие тачно тоа што треба. И да тоа не биде друг проблем овдека, еве сега тоа го зборуваме. Овие млади деца седат до кафич, цел ден на телефон, нема спортување, нема другарување и тоа треба да се искорени. Тоа
Тоа е проблемот на модерното време и мислам дека на тој начин тука треба и родителите сериозно да размислат за тоа, бидејќи за нив е многу лесно да ги остават децата да им шкрапат таму на телефони и да ги остават нив да се занимават. Животот е многу напорен, јас ги сваќам родителите. Значи многу е наплат животот во смисла на финансирање на се она што децата го сакаат. На работното место се повеќе и повеќе се појавува наплатост и сето тоа ги исцрпува тие луѓе кои ќе дојдат дома, они немаат време да се занимаваат со нивните деца. Ама сепак ќе мора да се најдат алтернативни начини. Градот пак треба да произведе системи некои каде што тие деца ќе можат, еве како например базенот, знаете колку е добар сега за младите луѓе постоењето на Кумановскиот базен. Треба да се вложува во не само во врвни спортисти, треба да се вложува во младински екипи. Тоа подобро го знаеш. И треба на ниво на култура, културниот дом нешто да проработи. Јас мислам 30 години го зборам тоа и 30 години имаме проблеми со културниот дом. Културниот дом е само убав споменик на култура. Не збораме дали ќе се од време на време прават театарски представи или ќе се прави денови на комедија, што е сосема окей. Зошто не им се даде нешто на млади луѓе? Зошто не им се даде нивната култура да се испочитува? И да се организираат некои работи кај што они ќе бидат активни. Многу едноставно, ако вие не им давате некоја шанса кај што они ќе бидат активни, onda ќе ги оставите нив на дискотеки, ќе ги оставите нив на кафудини, ќе ги оставите на телефони и ќе ги алиенирате од реалноста и они нема да сакат нити да учат школа, нити на работа ќе сакат да произведат некоја работа. Едноставно ќе се чувствуваат дека општеството нема кај они да се најдат во тоа општество. Или ќе сакат да се одселуваат од Македонија. Веќе добар дел од најквалитетните луѓе од Куманово се одселени. Тоа е голема трагедија за овој град. Затоа никој неќе да збори. Значи јас сеќавам од најквалитетните деца од 90-ти години кога бев професор во гимназија, од некои генерации дали неколку луѓе се останат овде. Тоа зборам за генерации од 74-та, 76-та до 78-та, до 80-та. Кај се тие генерации? Најквалитетните луѓе ни отидоа таму во странство и ние сега се прашуваме зошто тие луѓе отишле. И зошто не сме успели да ги задржиме. Па не им понудивме. Не им понудивме услови, не знаеме како да ги стимулираме, бидејќи не можеме ние како колец да направиме. Јас не можем како институција, значи да земеме да ги обучуваме, да ја даваме шанса да се сретнуваат со некои колеги или да патуваат во странство, па и работа да им наоѓаме. Во секој случај благодарам за ова гостување, се надевам дека пак ќе ни дојдете за убави работи и дај Боже да успеете во сите ваши намери. Благодарам за поканата, ние сме тука и да си работиме нашата работа. Едноставно се надевам дека и јавноста ќе ни помогне во тоа и дека за било кои работи ќе едноставно сакаме да имаме фидбеки од оние кои се корисници на све оно со кои работиме и поради кои сме и овде. Почитувани гледачи, благодарам и на вас и во секој добро ви посакувам пријатна програма.